Живее во различни држави кои имаат различни култури, но во светот глобално се соочуваме со глобални проблеми, као климатските промени, и со локални проблеми, као например тука корупција, но негде другде го нема, тоа има друг локален проблем. Во Македонија, нели, ја исто тоа ги промовирам и работам на sustainability, промовирам sustainability локално, као нели она Think Global Act Local, но исто така работам као критика што најголемите проблеми денеска во Македонија, например, дури уметнички проекти мои се образовни проекти, кај што ја ги фаќам луѓето за врат и пробувам да им објаснам нешто. Види, сличен пример е кога, нели, пред 200 години кога беше индустријската револуција. Претходно сите работи се работеа рачно. После тоа се отвори можност да скоро сите работи што ние користиме да бидат направено машински. И тука требаше да се размислува на сите нивоа, од игла до локомотива. Така и сега, ако сакаме да направиме одржливо општество, треба да се размисла на секое можно ниво, од политика до право, до архитектура, до уметност. Например, уште пред 10 години, од 2007, кога зборот sustainability беше најгугланиот збор, шведската влада имаше директива до сите универзитети дека сите треба да работат на таа тема. Ако си правник, треба да пишуваш закони за sustainability, ако си архитект, треба да смениш начин на проектирање, градење на архитектура, а ако си уметник, треба да правиш уметнички дела кои го премовираат тој начин на размислување. Значи, уметноста е секогаш еден вид на предгласник на иднината и секогаш служи само за тоа, да им ги прикаже проблемите метафорички пренагласено, за да сите се вклучат во, да кажеме, тој начин на размислување, да им го смени скроз начинот на размислување. Но тоа не се кажува буквално што треба да правиш, него се отвара тема за да ти сам сватиш дека ти треба тоа да го правиш, да не ти биде наметнато. Значи, јавниот простор е наменет за комуникација помеѓу луѓето, или од, нели, индивидуа до индивидуа, или за некако вид на пропаганда, ако сакаме, ако ставиме некој споменик кој на крај тој треба да збори со секој поминувач. Например, порано кога се градила бруталистичката архитектура, инспирирана од машините. И тоа била некој вид на образование, нашиот македонец необразован селанин, да не живее во истото тоа општество земјоделско-овчарско, него да премине во индустријско општество, каде што све ќе биде правено од машините. И таа естетика на машината е преведена во бруталистичка архитектура. А сега тоа што го правиме тачно дека ги бришеме тие символи на прогрес, на индустрија и ги заменуваме со символи на традиција. Што да е некој вид на се случува и тоа и цела Европа со, нели, во период на почеток на постмодернизмот, но ние идеме многу повеќе враќање во минатото, тотално заборавајќи ја, да кажеме, иднината. Ако ние прекажеме наместо да правиме антички храмови, правиме згради во стилот на Заха Хадид, кажуваме со тоа дека ние ја сакаме науката и дека таа носи до поквалитетен живот и дека ќе продолжиме да ја користиме во иднината. Austerity не е решение, нели, да се одземат квалитетите, не е решение. Тачно дека, да кажеме, во период после војната се правеле станови кои се, нели, личат на кутии, ама тоа се правеле бидејќи скоро цела Европа била разрушена од бомбардирања и требало во многу краток период да се обезбеди основни услови за живење. И сега, кога веќе луѓето ги обезбедиле основните услови за живење, тогаш што ни бараат нешто повеќе, нели, да изразување, да бидат пооригинални, да не живеат сите во ист тип на, да кажеме, куќа. Така да, тој пристап што сега, например, Бьорк и Енгелс Биг го прават, се вика неки hedonic sustainability. Значи, да не биде sustainability одземање на некакви квалитети, но додавање на квалитет.